Околу 5 мина повредени од пожарот во кочанската дискотека Пулс доаѓаат на рехабилитација во клиничка болница Штип, додека голем број се лекуваат во општата болница во Кочани. И по една година борбата за закрепнување се уште трае. Како што истакна раководителот на одделот за физикална терапија во Штип доктор Николчо Костадинов, дел од пациентите успеале да се вратат во нормален живот, но за други последиците се долготрајни. Најчесто повредите се тешки изгореници на рацете, вратот и главата, кои бараат месеци па и години терапија. Костадинов останува дециден дека процесот на опоравување кај дел од пациентите. Ние бевме од првиот ден поминатата обука со британските експерти, започнавме со рехабилитација на повредените. Рехабилитацијата беше со индивидуален пристап, тоест секој пациент имаше физиотерапевт и по надзор на лекар-специјалист по физикална медицина. Денеска уште имаме пациенти повредени од дискотеката во Кочани, кои се на активна рехабилитација, и имаме пациенти кои се под надзор. Голем дел од пациентите се вратени целосно во нормален живот, во нормално функционирање, но за жал дел од пациентите се уште се во процес на рехабилитација и тој процес ќе потрае. Во почетокот имавме над 180 пациенти кои беа повредени со различен тип на повреди. Најчесто се работеше за повреди од изгореници на шаките, на вратот, на главата. А сега во моментот во клиничка болница Штип повремено посетуваат од 3 до 5 пациенти, во општата болница со проширена дејност Кочани пациентите се многу повеќе. Една година по пожарот доктор Костадинов вели трагедијата и за нив представувала шок. Истакна како медицински лица дека се справиле многу добро благодарение на обуките од британските експерти и добрата соработка со пациентите. Кажа дека психолошката поддршка исто дала придонес за резултатот кој според него е заслуга на пациентите. Да, во почетокот тоа беше за нас голем шок, но со текот на времето работевме со исклучителни пациенти млади, кои имаат желба за живот, кои одлично соработуваат во текот на рехабилитационниот процес, и затоа резултатите не се припишуваат на нас, него се припишуваат на самите пациенти. Паралелно со процесот на физичка рехабилитација, тоест на физикална терапија, течеше и процес на психолошка поддршка на сите пациенти, како во нашата институција, така и во Центарот за рехабилитација во Пониква. Имаме секојдневно поддршка од специјалисти психијатри и соодветно психолози. Како што дополнително посочи Костадинов, во почетокот во Штип имало над 180 пациенти повредени од пожарот, а најчестите повреди биле на рацете и главата. Вели дека тие како физијатри при клиничка болница Штип имали искуство со изгореници. Меѓутоа порано случаите биле помали и од различен тип, за разлика од лани, кога имало масовен број пациенти со тешки изгореници.